А за нас кои битни работи беа, да речеме, не беа одстранети, ако нели ние ги поддржавме, например, помошта. Гледаме сега, мислам дека излезе и директорката на Лукаревска излезе и зборуваше дека има не знам 10 тамо колку фирми кои што помошта се земале за себе, не ја дале работниците. Значи помошта мораше директно да иде на работниците. Значи директно да иде кај работникот за да се избегне газдата како посредник, за да го немаме на пример тој недостаток. И сега имаме ситуација да власта се задолжува дури за тековни трошоци, значи ние малтене секоја втора седница имаме некој кредит, де за земјоделие, де за ово, де за оно, де за локална самоуправа, од 5, 10, 20 па нагоре милиони евра се движат. Значи во таква една ситуација ние целата криза фактички ја возиме на кредит. Веќе ево и тоа го зборувавме дали тие цифри се точни, ние пред неколку месеци надминавме веќе 60% јавен долг, значи веќе влегуваме во кризна ситуација како економистите декларираат, значи веќе сега треба да е околу 65%. Значи тоа не е никаков успех вие да возите кризата само на кредит, тоа ќе мора еден ден да се плати. Од друга страна имаме фирми, огромен број на фирми кои што правеа милионски профити со години наназад, кои што сега оваква кризна ситуација требаше својот данок да го дадат. Како вика премиерот, нели сите сме сите сме били у кризата. Не може фирма која што имала уназад 10 години 100 милиона профит годишно, чист профит, збориме банките и некои други поголеми фирми што се, и да се споредува со работници кои што врзуваат, кои што се трошат пари месец за месец и кои што врзуваат крај со крај. Значи ние тој капитал не го пипнавме, им го ставивме, а целиот терет паѓа од работникот фактички кој што грото го полни буџетот пак за работникот. Ама треба ли банките да се малку кооперативни? Еве знам дека имаше еден апел од владата да се еве сега да не спомнувам други држави, ако банките не се кооперативни, државата ќе ги натера да бидат кооперативни. И готово, нема тука мрдање.